Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Зошто? Бидејќи во наредните 40 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Скоро 2 месеци го немав кажан ова. Добро вечер, недела 22 часот, време за емисија во Центар. Ми достасувавте вие мене, исто така ви недостасував јас вас, барем пона што беа пораки, кога ќе почнеш, како ќе почнеш, кога да чекаме и така натаму и така натаму. Иако во изминатите 50 и кусур дена, ние имавме барем 10, ако не и повеќе вонредни политички анализи или политички анализи кои беа наменети за сите кои се мембари и мембарси користат опцијата membership на YouTube каналот Васко Ефтов, што ке речи сите овие актуелни случувања во Република Македонија беа изанализирани. Во текот на календарската или телевизиската сезона 2023-2024 година ќе имаме одредени измени. Сите овие анализи кои беа емитувани во четврток или во недела како некој микс со политички интервјуа, со интервјуа во странство и така натаму и така натаму, значи анализите ќе бидат сконцентрирани без малку 100% во вторник и тој канал кој е канал за мембари или за мембарси всушност ќе биде претворен во канал за политички анализи. Знам дека е тешко времето, знам дека е скапо времето, немаштија, скапоти и така натаму и така натаму. И мислам дека едно кафе или 150 денари месечно или едно пиво, за да гледате политички анализи еднаш неделно или 4 пати месечно во трајање 30 до 40 минути, мислам дека може секој во Република Македонија се го дозволи, бидејќи е тешко на вистина вие да правите 2 политички анализи неделно. Например, јас ке треба да правам недела, вечерва политичка анализа и во вторник нова политичка анализа, и двете во трајање некаде од 100 минути. И ако јас кажам од тие 100 минути повеќе од 200 или 300 тези, тоа навистина е физички и психички многу тешко да се издржи, меѓутоа да те влегувате во еден филм кога вие почнувате да коментирате за се и се што, да анализирате за се и се што. Ако нешто не сум сакал да го правам во животот, тоа е да се претварам во сваштар, кој знае се, кој коментира се, и ако вие анализирате мојата кариера, видите дека за правни прашања, без малку да не сум направил политичка емисија или анализа, можеби со Вилма Русковски интервју или нешто слично. Многу малку сум правил емисии за здравство, многу малку сум правил емисии за урбанизам или за комунални проблеми. Сум се држал на политика, дел на криминал, геополитика и така натаму и така натаму, што рече дека секој сум сакал тоа што го кажам, тоа што го анализирам, тоа што го снимам во емисиите или во интервјуата, да го знам барем рамноправно како соговорникот, ако не и повеќе од него. Што рече дека има мали одредени измени. Во вторник, околу 22 часот и 30 минути во зависност нели од договорот, ќе биде она емисија која е намената за мембар или за мембарси, се плаќа околу 150 денари. Во недела ќе имаме некое мега интервју, кој ќе трае 60, ако не и повеќе од 60 минути, 90 минути, и кога ќе се загрееме, значи на почетокот ќе има само во недела и во вторник емисија за мембари. Во четврток, некаде околу 22 часот, кога ќе се загрееме или да се влезе во ритам, сепак 2 месеци бевме надвор од игра, 2 месеци не снимавме, ни треба малце време да влеземе во тренинг, да влеземе во ритам, да можеме да се зорганизираме, да можеме да снимеме одредени резерви интервјуа. Значи, од четврток ќе бидат актуелни интервјуа, дали снимени во Македонија или надвор од Македонија. Во недела ќе гледаме да бидат овие интервјуа типот на Тома Аврамски или некои слични интервјуа кои се всушност раскажувачки или животни интервјуа, така што ќе имаме една возбудлива сезона и се надам дека и вас ќе ви се допадне, и мене ќе ми се допадне, и сите ќе уживаме во телевизиската сезона или YouTube сезона 2023-2024 година. Има 2 прашања кои најчесто ми ги поставува овие приватни пораки на Messenger, на YouTube, на Instagram и така натаму и така натаму. Нели TikTok отворивме сега, веќе има околу 9000 нешто луѓе кои имаат лајкнато, се фоловерси на нашата страна, повеќе од 62.000 луѓе кои имаат лајкнато страната на TikTok. Полека тоа ќе го растеме, очекуваме дека до крајот на годината ќе стигнеме повеќе од 100.000 кои ставиле лајк и повеќе од 13.000 кои се фоловерси или следбеници на TikTok страната. Што рече дека всушност сваќаме приклучок на сите овие трендови на социјалните мрежи. Има го порталот во Центар во топ 3 портали во Република Македонија. Значи, јас не обожавам да се фалам, веќе секој што се фалите, тогаш и ги зголемувате очекувањата, од друга страна ги зголемувате и нападите врз вас. Меѓутоа, еве на почетокот, кога треба нели да даеме некоја крок и рамка во кој правец ќе се движиме, ние всушност инвестираме, ќе го зајакнеме присуствието и на Facebook со одредени видеа на Facebook, што рече дека ќе ве бомбардираме од сите можни страни, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram и така натаму и така натаму. Ќе комуницираме на
повеќе канали, на повеќе рамништа, на повеќе нивоа, за да можеме брзо да реагираме, брзо да можеме да искоментираме, брзо да се прилагодиме на одредени настани кои случат во Македонија и надвор од Република Македонија. Да се вратиме на емисијата. Две клучни прашања беа кои ми ги поставувавте во овие 60 дена, доека немаше регуларна емисија во Центар. Како прво, дали Христо Мицкоски и ВМРО ДПМН ќе гласат за уставните измени и како второ, дали Христо Мицкоски или ВМРО ДПМН ќе победат на следните избори и ќе формират едната македонска влада. Знаете, велам, ми поставувавте две прашања. Иако македонската јавност е всушност јавност каде што темите и прашањата не траат повеќе од еден или два дена. Нели тоа се оние навредливи коментари дека ние имаме сеќавање како одредена рибка во аквариум? Јас не се согласувам до крај со тоа, меѓутоа македонската јавност е како овие жижалици јавност, нели, кои за Нова година вие ги палите, тие пламнуваат и брзо згаснуваат. Значи, она што мене секогаш ме фасцинирало, или тоа што мене ме засмејувало или ме зачудувало, кога ќе се врате некој од годишен одмор, бил 10 дена на одмор или бил, 10 дена во село и немал контакти со политика, со телевизија, со социјални мрежи, само што ќе се врати во Скопје ќе ви го постави прашањето што има ново. Од држава каде што 5 века немало ништо ново, сме биле по турците. Во држава која во време на комунизмот ништо и не се случувале, сме биле тамо некоја затуцана, заборавена Јужна Бановина, вие очекувате дека нешто ќе се случи во 15 или во 60 дена, или дека некоја прашање типо дали Мицкоски ќе гласа, дали нема да гласа, случај од онкологија или некој слични случај, дека тоа ќе може да биде разработено и дека јавноста ќе може да биде констернирана и да биде во кондиција тоа да го следи 5, 10, 15 дена, како што се случува било каде во Западна Европа, па гледате ги штрајковите во Франција, па тоа трае со месеци, да не речам со години. Ова наша јавност е, како би рекол, како оние жижалици, брзо се палат, брзо згаснуваат, вие ги фадлате после ѓубра и после 1 или 2 дена заборавате на било што. Меѓутоа, двете клучни прашања, како ќе гласа Христо Мицкоски, ВМРО ДПМН, дали ќе победи на следните избори, всушност се прашања кои заслужува да бидат анализирани во ова наша емисија, плюс однесувањето на власта, плюс однесувањето на СДСМ, за да можеме да ја дадеме рамката сега, нели тука на почетокот на ова телевизиска или YouTube сезона 2023-2024 година, за да видиме во кој правец ќе одат сите разврски. Плюс тоа што заборев да го кажам во првата најава. Секој четврток, еднаш месечно, значи секој четврток еднаш месечно, на крајот на месецот или на почетокот на месецот, ние ќе имаме и посебна анализа, која нема да биде за мембарите, туку ќе биде за сите гледачи на емисијата во Центар. Значи, еднаш месечно ќе имаме анализа, значи, освен тие интервјуи кои ќе бидат четврток и недела, еднаш месечно, секој четврток, ќе има анализа која ќе биде посветена на сите случувања кои се клучни во тој месец во Република Македонија и во регионот. Дали Христо Мицкоски и ВМРО ДПМН ќе гласа за уставните измени? Знаете, тоа не е прашање на политика, тоа не е прашање на математика, тоа не е прашање на аритметика, дали вие ќе обезбедите 7 или 8 пратеници, колку ви фала, дали ќе обезбедите 10 пратеници. Тоа е безбедносен ризик. И секогаш, кога тоа прашање се третира како прашање на математика, дали некој ќе гласа, дали ќе се обезбедат 80 или повеќе од 80 пратеници, или 120 пратеници, како што вели македонскиот премиер, а нема да биде третирано и сватено како безбедносен ризик да се смени, да се видоизмени, да се пренасочи траекторијата на движење на државата, мислам дека тоа драматично ги промашува работите, драматично промашува адресата и драматично ги промашува основите на било која политичка анализа. Гласањето за уставните измени е класичен безбедносен проблем со кој се соочува Република Македонија. И ако ние тоа не го третираме како безбедносен проблем, тогаш драматично ги промашуваме работите. Зошто безбедносен проблем? Бидејќи за прв пат во македонската историја нас ни се случува главната опозицијска партија или некоја силна македонска структура, поддржана од гласачите на ВМРО ДПМН, но еден поширок дел на македонски гласачи, кои се во изминалите 30 години незадоволни дали од домашните случувања, дали од однесувањето на меѓународната заедница, смета дека се сега нивните 5 минути да им кажат не на таа меѓународна заедница, ни на таа непринципиелна политика. Знаете, вие може тоа да го направите. И тоа е нормално во било која демократија. Тоа е нормално од Америка до Австралија. Меѓутоа, ако тоа драматично ја видоизмени или ја пренасочи траекторијата
на движење на Република Македонија, тогаш тоа не е прашање на Ковачевски или на Мицковски, тоа не е прашање на СДСМ и на ВМРО-ДПМН, тоа не е прашање дали сте вие за БРИКС или за Европската унија, тоа е прашање каде вие гледате Република Македонија во наredните 10, 15 или 20 години. Дали ја гледате во друштво на Саудиска Арабија, дали ја гледате во друштво на Кина, на Индија или на Русија, или ја гледате во друштво на оној Запад, Европска унија, Америка, кои можеби не се совршени, меѓутоа на ниво на демократија, на ниво на благосостојба, на ниво на човекови права, се измислена именка во споредба со оваа групација на БРИКС и така натаму и така натаму. И кога ние на 8 септември 1991 година гласавме на референдумот, тоаш гласавме за независна Македонија, но и Македонија која ќе биде членка на НАТО и на Европската унија. Дали е тоа нешто кое сите го посекуваме? Не. Дали е тоа нешто за кое сме мечтаеле ваква на Европска унија, на ваква НАТО алијанса? Се разбира, не. И тоа е нешто кое може би многу поблиску од тоа што сме го сакале, во споредба со тоа сега да се вратиме, да го вратиме времето назад. Или како доаѓаш оној британски дипломат и некаде пред 4 или 5 години ни покажуваше на часовникот дали сакаме да одиме напред или назад, не, тоа сами треба да го направиме сега. Не треба никој да дојде и да ни соли памет што треба да правиме, сами треба да одлучиме. Сакаме да живееме 30 години назад во минатото или сакаме да станеме на нормална, досадна држава како Словенија, која ќе може сама да си ги решава своите проблеми. Да немаме никаква дилема. Јас не мислам дека Христо Мицковски одработува за Руси или одработува за бугари. Ако нешто одработува некој во Република Македонија, дали во тој вагон ќе оставиме Мицковски или нема да оставиме Мицковски, тотално небитно и sejedno, бидејќи Мицковски во овие 4, 5 или 6 години всушност се промовираше во плашило со кој големата македонска олигархија или овие структури на ВМРО ДПМН кои на Конгресот во Ландо со кран го постават Христо Мицковски на чело на партијата, го користа Мицковски како плашило со кој или преку кој требаше да се пазарат со меѓународната заедница. И всушност тој конфликт кој се случува зад завесата е конфликт на големата македонска олигархија, македонската влада и меѓународната заедница. Јас тоа го дефинирав во оние анализи за мемберите или за мемберсите или кои ја користат опцијата membership на YouTube каналот Аско Ефтов како кафетин коалиција. Тоа е на голема македонска олигархија која е ново компонирана во одредени сегменти има некои корени со таа олигархија од 90-тите години. На чело на таа олигархија е првиот човек на Стопанската комора Бранко Азевски, големите банкари Андреа Јосифовски, Мак Петол, Кочо Ангјушев, Илија Гечев од ИГМК Вадарци, Живко Мокетов. Сметаат или луѓето велат дека Живко Мокетов всушност е наследник на Данчо Шутурков и затоа целата таа коалиција има некое кодно име кафетин коалиција. Таа коалиција 8 или 9 месеци е во конфликт со македонската власт. Тој конфликт трае подземно, имаше обиди за рушење на македонската влада, имаше одредени танге, франге, средби со Али Ахмети, каде што представници на таа македонска олигархија беа во седиштето на ДОИ во Мала Речица, директно му понудија на Али Ахмети да ја руши владата и од кога беа одбиени или кога таа нивна понуда до Али Ахмети не беше прифатена, влегува во еден процес на растурање на власта. Значи, гледате, власта влезе во една фаза кога безмалку е цензурирана на големите македонски медиуми. И власта наместо да влезе во процес на расчистување на тие работи, таа влезе во процес на додворување на медиумите. И сега, како што најаво Димитар Апасиев, исто како што ви измени во кривичниот закон, се усвоени со европско знаменце, оној закон кој беше блокиран од страна на Димитар Апасиев и од страна на Левица за финансирање на 5 национални телевизии со некаде цирка 10 милиони евра на годишно ниво, дека тој закон сега треба да биде усвоен по скратена постапка или со европско знаменце. Знаете, ниту во Бугарија процесот на расчистување со олигархијата, со мрежата на Бојко Борисов, што ке рече со тлабоката држава, не одеше без реформи, без трансформација, без расчистување на медиумските пајажени во Република Македонија. Прито не мислам на медиумите, мислам на газдите на медиумите. Бидејќи длабоката држава, било каде, во било која земја, функционира со помош на 2 или на 3 лоста. Еден од тие лостови се медиумите, вториот лост се судството, обвинителството, третиот лост се тајните служби. За вие да ја разбиете, да ја искинете таа пајажина, морате да ги реформирате медиумите. Морате сите процеси да ги извадите на површина.
да ги извадите на виделина, а не знаете да стоите позади медиумите, да финансирате, да инвестирате во одредена социјална хистерија. Погледнете што се случува на медиумите. Тоа е една класична социјална хистерија. Знаете како одреден систем во ПМС што се вели. Кога таков еден систем влезе во одредена фаза на хистерија, тука веќе рациото не може да доминира, доминират емоции. Секоја држава, секоја јавност која функционира на принцип на емоции, тогаш е толку блиску да ги промаши сите цели, било стратешки, било лични, што само е прашање на време и прашање на математика каква цена ќе платите. Има многу објаснување зошто ова не се случува сега. Еден ваков хаос, кога не се знае кој јади, кој пие. За мене беше тоа нормално очекувано, можеби не во ваква фаза, можеби не со ваков интензитет, не со ваква една енергија, една хистерија која се случува. Веројатно на тоа придонесуват или за тоа придонесуват короната, придонесуват овие конфликти во Украина, руското пенетрирање, оној конфликт во Америка, Бајден, Трамп и така натаму и така натаму. Тоа може само дополнително да ги има изострено процесите, меѓутоа, знаете, секогаш очекував дека после еден период на заробена држава, 10-11 години под власта Никола Груевски, ние неминовно ќе влеземе во една фаза како што беше Хрватска во времето на Ивица Рачан, кога ќе правите одредени инвестиции, ќе инвестирате во патишта, ќе инвестирате во инфраструктура, меѓутоа тоа никој нема да го вреднува. Во мандатот на Ивица Рачан, таа Република Хрватска, која беше позади нас во времето на Фрањо Туџман на патот кон евроинтеграциите, успева да ги постави темелите и врз база на така поставените темели, Хрватска сега е земја членка на Европската унија, на НАТО и на Шенген зоната. Меѓутоа тоа никој не му го вреднуваше на Ивица Рачан и ги изгуби првите следни избори. Ако победи некаде јануари 2000 година, веднаш после смртта на Фрањо Туџман, 2004 година, веќе беше избршен и испратен во политичка пенсија. Нешто слично се случува сега и во Република Македонија. Ако некој од страна ги гледа работите, мене се ми се чини дека ние предвреме го прекинавме мандатот на Никола Груевски. Бидејќи предвреме го прекинавме мандатот на Никола Груевски, тоа остава плодна почва кај еден дел на населението или кај еден дел на јавноста да мечтае, да жали по мандатот на Никола Груевски. Ако тој мандат не беше прекинат со шарена револуција или на сила, ние навистина ќе изгубевме некои 2, 3, 4 или 5 години, бидејќи не постои режим или не постои власт без демократија која може да трае. Секоја власт без демократија, секој режим без демократија се растура како кула од карти. Така ќе завршеше и режимот на Никола Груевски, ќе поминеше низ некоја паризер фаза, како што сега поминува режимот на Александар Вучич, меѓутоа ќе беше растурен како кула од карти. Бидејќи тоа не се случи, бидејќи со ширената револуција во наводници насилно е срушен режимот на Никола Груевски, еден дел на населението се уште жали по Никола Груевски. И тоа е проблем на Република Македонија. Ако немавме мирно примопредавање на власта, ако тоа не одеше во пат на шарена револуција, ако самите поминевме низ таа паризер фаза, како што сега поминува Александар Вучич, која мора да јади тамо мајонези, паризери, да прави сендвичи, да се додворува на сите во Република Србија, значи нешто слично ќе поминуваше Никола Груевски, и тоа на крајот на денот. Тој режим ќе се растуреше како слон кој ќе влезе во продавница со стакло или продавница со порцелан. Бидејќи тоа не се случи, тоа нас не е сега одстава да мечтаеме дека ако тоа не било направено, Македонија ќе била нормална, богата држава. Знаете, јас кажувам постојано две работи. Најголемата доверба на земјоделската политика на Никола Груевски не беше во Кавадарци, не беше во Гевгелје, не беше во Струмица, беше во Скопје, каде што луѓето не се бават со земјоделие. И најголема поддршка на проектот Скопје 2014 не беше во Скопје, туку беше во Радовиш, беше во Росован. Бидејќи тие доаѓа тука, се слика покрај оние споменици во Скопје 2014 се заминува дома. Што ќе рече дека тоа беше резултат на пропагандата, а не на реалните потреби на населението. И бидејќи таа пропаганда со пари во медиуми, со пари во јавноста, со пари во опинион мејкерите, се уште тие луѓе жалат за тоа време. Тие не жалат дали се живеело подобро или полошо, дали он било подобро или полошо на населението, тие жалат за парите кои ги добивале во мандатот кога Никола Груевски бил на власт. И повторно има разни тези и разни размислувања. Едната теза вели дека тоа русофилење или тоа анти-ЕУ, анти-НАТО однесување, делување, размислување, создавање анти-ЕУ, анти-НАТО клима
во Република Македонија, дека тоа се должи на НАТО интервенцијата 1999 година во СР Југославија. И вие ќе слушате многу политичари во Република Македонија, многу политички аналитичари, новинари или аналитичари на јавното мислење, кои ќе ви речат дека тоа се должи на таа НАТО интервенција 1999 година. Мене се ми се чини дека тоа се должи барем едно 9 години подоцна, тоа е 2008 година, и оно што се случува во Букуреш 2008 година, кога Албанија и Хрватска станува земји членки на НАТО, а Република Македонија поради спорот со Грција е ставено вето на нашиот пат или нашиот прием 2008 година во НАТО алијансата. Тогаш Никола Груевски сваќа дека не може да ги спои двата процеси. Од една страна да испорача договор со Грција и Македонија да стане членка на НАТО и членка на Европската унија, а од друга страна да си го бетонира и да си го држи бетониран рейтингот со 450, 460 или 480 илјади гласови. Бидејќи не можеше да ги спои тие две крајности, а влезот во ЕУ и во НАТО значеше токму тоа решавање на проблеми и врз база на тоа решавање на проблеми намалување на рейтингот на ВМРО ДПМН и на Никола Груевски, тогаш Никола Груевски влезе во еден процес да создава амбиент во Република Македонија, дека ЕУ и НАТО само што не се распаднале, дека тоа се организации кои немат долговечност и дека нема никаква причина, поради организации кои само е прашање на време кога ќе пропаднат, ние да решаваме стратешки прашања во Република Македонија. Преговори со Грција, преговори со Бугарија, решавање на македонско-албански конфликти тука, влегување во некои регионални разврски така натаму и така натаму. Што рече дека не 1999 година основата за создавање на ЕУ, анти-ЕУ и анти-НАТО атмосфера во Република Македонија, туку тоа е ставот на Никола Груевски. Знаете, кога вие не можете да решите еден проблем, создавате друг проблем. Тој проблем кој е создаден е дека Македонија почнува да се движи по работ на анти-ЕУ и анти-НАТО хистерија во Република Македонија. Тој груевизам на Далечинско од Будимпешта имаше 3 краци, имаше 3 глави во Република Македонија изминатите 5 или 6 години. Христијан Мицкоски беше првата глава, Гордана Силјановска, кандидатот за председател на Република Македонија изборите 2019 година, беше втората глава и Даниела Арсовска или момината солза на режимот беше третата глава. И тој груевизам на Далечинско вие гледате како се распаѓа пред ваши очи. Христијан Мицкоски, кој беше под контрола на Никола Груевски, изминатите 1 или 2 години, или изминатите 3 или 4 години прво преку Јордан Камчев, а подоцна преку Зоран Заев и македонската олигархија е земен од чинелот на Никола Груевски. И денес Христијан Мицкоски всушност е плашилото со помош на кого големата македонска олигархија сака да се пазари со меѓународната заедница, да може да го преживее овој процес на транзитирање на Македонија од земја која е кандидат до земја која ќе стане членка на Европската унија или земја која е членка на НАТО алијансата. И Христијан Мицкоски полека се чувствува дека е многу посилен и многу помоќен од Никола Груевски со помош на Зоран Заев, со помош на македонската олигархија или со помош на длабоката држава тука во Република Македонија, влегува во одредени процеси кога им се спротивставува на меѓународната заедница и кога ги блокира сите процеси во Република Македонија за отпочнување на преговорите со Европската унија. Кај Даниела Арсовска се формира одредена групација и одредени сегменти на Калето, кои се од македонска провиниенција, имат контрола врз целиот тој процес, тамо е Даниела Арсовска, тамо она од Башко Порталче, тамо е Стефче Екимовски, така натаму и така натаму, дали ќе направат политичка партија како што се најаво, тамо е Драги Книга или Драги Тетратки или Драган Митковски, но тоа е одредена групација која е една од главите или една од краците на груевизмот на Далечинско кој се формираше или кој владееше со македонската опозиција изминатите 5 или 6 години, и третата глава е Димитар Апасиев или партијата Левица. Гледате, партијата Левица поминува низ неколку фази, од Сорос фаза, па ВМРО ДПМН фаза, па блискост до одредени сегменти со македонската олигархија. Сега има одредена фаза кога Димитар Апасиев и Левица всушност треба да бидат некоја персонификација на Златна Зора во Република Македонија. Златна Зора, која во еден временски период, ако коалицираше или јавно ја подржуваше политиката на Ципрас и партијата на Сириза, односно политиката на Сириза. Димитар Апасиев пред 1 или пред 2 месеци имаше одредена посета на Тирана, посета која предизвика бурни реакции, бидејќи заедно со членови на президиумот на Левица се сликаше пред гробот
на Енвер Ходжа. Знаете, кога вие ќе одите во Тирана и ќе се сликате пред гробот на Енвер Ходжа и ќе објавите таа фотографија и вие точно знаете дека таа фотографија ќе предизвика драматични реакции, посебно што ќе предизвика драматични реакции кај еден дел од македонското население кој има одредено антиалбанско расположение или албанофобство, а вие играте на таа карта на антиалбанско расположение, создавате таа карта на антиалбанско расположение и подоцна го излекувате од тој Шинел Енвер Ходжа, кој всушност беше татко на тој проект за голема Албанија или Албанија натурале, кој требаше да се формира тука со марксисти и ленинисти и така натаму и така натаму, и од Енвер Ходжа не правите големо албанец, туку правите комунист, тогаш вие нешто сакате да скриете. Што сушно сакаше да скрие Димитар Апасиев? Дека седиштето на Сорос за Балканот од Скопје е преселен во Тирана? Дека можеби е направена одредена транзиција или одредено менување на луѓето или на чадорот кој функционира врз тој сегмент во македонската опозиција? Тоа не е повеќе Сашо Мелков, тоа не е повеќе Зоран Заев, тоа не е повеќе Никола Груевски. Можеби тоа не е повеќе македонската олигархија, тоа е меѓународната заедница. Всушност преку Димитар Апасиев таа меѓународна заедница сакаше да го блокира законот за медиуми, каде што со 10 милиони евра ќе се финансират македонските медиуми, за да се влезе во еден процес на реформи на македонските медиуми. Види како почнува рушењето на Бојко Борисов преку Далјан Пеевски или еден од двата клучни играчи кој има контрола врз бугарските медиуми. Со помош на Димитар Апасиев требаше да се влезе во процес на реформа на македонските медиуми, посебно или поточно речено реформа на сопствеништвото на македонските медиуми, каде што се испреплетени одредени олигархиски, финансиски и политички интереси. Така всушност се раздвоија трите глави на гревизмот во Република Македонија. Дали ВМРО ДПМН и Христо Мицкоски победат на следните избори? Првенствено се мисли, или во основа 100% се мисли на парламентарните избори, бидејќи тие дават власта во една држава. Меѓутоа пред парламентарните избори ќе се случат претседателските избори во Република Македонија. И разликата или временската одсечка помеѓу претседателските и парламентарните избори ќе биде 5 или 6 месеци. Првиот круг на претседателските избори и вториот круг на претседателските избори треба да завршат во март наредната година, а редовните парламентарни избори треба да се случат во јули или во август наредната година. Ке има европска коалиција која ќе биде составена од два дела. Едниот дел ќе биде македонски дел и едниот дел ќе биде албански дел. Гледате дека Али Ахмети формира партии или штанца партии по скратена постапка во албанскиот политички блок или албанскиот политички кампус, како што стега стојат работите, со исто име, со исти пораки, исто брендирани, исти бои, ќе биде и македонскиот дел и албанскиот дел на таа коалиција, ќе со две независни листи и на крајот тие две листи треба да имат повеќе. Според нивните математики треба да има повеќе од 61 пратеник. Таа коалиција ќе биде заедничка и ќе биде унисона на претседателските избори. Затоа претседателските избори власта секојаш има повеќе шанси да победи, бидејќи има секојаш поголем коалиционен капацитет. Во изминатите 30 години се нема случајно кандидат на опозицијата да победи на претседателските избори, без разлика на предноста која Тито Петкоски имаше пред Борис Трајковски 1999 година. На крајот победи убедливо Борис Трајковски на тие претседателски избори, кои Мендух Тачи ги нарекуваше касапана. Беа полнени ливчиња во албанскиот дел или во албанските села или во Западна Македонија, што се вели со лопати се полне гласачките кутии. Дали нешто слично ќе се случи сега, дали ќе има потреба нешто слично да се случи сега, ќе видиме. Меѓутоа како што сега стојат работи, знаете, меѓународната заедница или американската политика нема разработено модели да смени лидер на опозицијата. Американската политика секојаш има разработено модели да ја смени власта, но и да не дозволи одредена групација да дојде на власт во Република Македонија или било каде во светот, што ќе рече дека тие нема да влезат во процес на рушење на Мицковски или неговата лидерска позиција во опозицијата, туку веројатно ќе направат се една таква политика која се игра дрн дупка со американските стратешки интереси тука во Република Македонија да не дојде на власт. Како тоа може да се случи? Па ако Мицковски тежи 350.000 гласови, вие ќе направите да тежи 250.000 гласови. Како тоа се постигнува? По одредена политичка диета, знаете. Или вие ќе држите диета, или ќе вежбате,
но на крајот мора да намалите килажата. Како ќе се намали бројот на гласови со правење на една, друга, трета политичка партија. Тоа што СДСМ го промаши, мислам дека требаше по секоја цена да му дозволи на Лјупчо Ѓоргиевски или да го истурка Лјупчо Ѓоргиевски во коалиција со Христијан Мицкоски. И тоа што сега Мицкоски пред 3 недели го кажуваше дека светот и Европа прават стратегии и планови како да ја скршат ВМРО ДПМН, тоа не личи на говори на Никола Груевски, бидејќи Никола Груевски ќе видеше едно руско знаме, се дистанцираше од тоа руско знаме. Тој водеше, тој стимулираше таква политика, меѓутоа јавно никогаш не се конфронтираше со меѓународната заедница, па дури после бомбите, дури после прислушкувањата разговори, ние никогаш не слушнавме кој де факто стои позади тие прислушкување разговори. Меѓутоа ова што сега го говори Христијан Мицкоски дека еве се создаваат одредени светски, европски сили кои сакаат да го скршат него и ВМРО ДПМН, тоа личи на говорот на Лјупчо Ѓоргиевски 2002 година во Миница и во Малешевието. И затоа Лјупчо Ѓоргиевски ве требаше само да го турните кон Христијан Мицкоски, да биде во коалиција со Христијан Мицкоски и на тој начин да се ослободи простор Груевски и Мицкоски да бидат во конфликт, знаете. Ако Лјупчо Ѓоргиевски е во конфликт со Мицкоски, тогаш може лесно да се случи Мицкоски да каже дека целиот олош во опозицијата, во МВР-ското ткиво, кој е купен од СДСМ, не е во ВМРО ДПМН. Кој ќе отурните Лјупчо Ѓоргиевски, веќе ослободите простор за јавен конфликт помеѓу Никола Груевски и Христијан Мицкоски. Ако Мицкоски не победи на претседателските избори, односно ако победи Димитар Ковачевски на претседателските избори, тогаш ќе обезбеди 3 работи. Како прво, ќе победи на едни избори, бидејќи тоа му го сметат како најголем политички хендикеп, и нели тоа постојано го поставуваат како прашање или тоа како некоја реторичка фраза, немаш победено на ниту едни избори, ти е поклонета партијата и ти е поклонета власта. Ако Димитар Ковачевски победи на претседателските избори, затоа ќе биде клучно кого СДСМ ќе номинира како нивни претседателски кандидат да ја трча таа претседателска трка во март наредната година, тогаш ќе добие на тацна на послужавник партијата. Бидејќи ќе биде неминовно да влезе во конфликт со Зоран Заев, дали околу Кочан Ѓушев, дали околу пуштањето низ вода на Кочан Ѓушев, кога Зоран Заев сигурно ќе тргне да го брани, и тој конфликт внатре во СДСМ ќе треба да послужи како основа за решавање или за кадровски решетување во врвот на ВМРО ДПМН. Тогаш, ако се расчисти со олигархија, ако се расчисти во СДСМ, ако се расчисти со медиуми, ако Македонија ги почне преговорите со Европска унија, единствена нереформирана структура во државата ќе биде ВМРО ДПМН. Што ќе рече Ковачевски, ќе го намали притисокот или тоа главно обвинување дека никогаш не победил на избори, ќе му дојди на тацна или на послужавник партијата или ќе ја преземи назад од Зоран Заев и на крајот, наредниот ден, тој ќе бара предвремени избори, а нема да бара Христијан Мицкоски. Знаете, сега власта е во одредена дефанзива, Мицкоски постојано бара избори, тие постојано не даваат избори, крпа таму мнозинство и така натаму и така натаму. Ако успее да победи на претседателските избори, всушност Димитар Ковачевски ќе може да се легитимира како лидер на СДСМ. Тоа рече дека тие претседателски избори ќе зависи судбината или на Ковачевски или на Христијан Мицкоски. Дали американците може да ја пуштат низ вода власта и без разлика на оваа дрндупка политика која Христијан Мицкоски се игра со американците и со цела меѓународна заедница, да замижат на едното или на двете очи да дозволат Христијан Мицкоски, ако води на анкетите, ако води на терен и ако може да победи на изборите, сепак да дојде на власт во Република Македонија. По изминатите 50, 60 или 100 години американците покажа дека не се гадливи на такви пресврти. Последниот таков или сличен пресврт беше во Авганистан, кога им се дозволи на талибанците, меѓутоа им се дозволи на талибанците после 20 години и после серија повеќе годишни тајни преговори во Катар, од кога талибанците се согласија на сите принципи кои пред нив и на сите барања кои пред нив ги постави американците да дојдат на власт во Авганистан. Зошто нешто слично да не се случи во Република Македонија? Толку повеќе што локалната власт со климнување или со неправење на ништо од страна на меѓународната заедница дојде во рацете на опозицијата или дојде во рацете на Христијан Мицкоски на ВМРО ДПМН. Кој од овие градоначалници, 3-40 градоначалници кои 2021 година победија на изборите, можеме да ги сметеме како функционални, да направат некоја политичка кариера повеќе од градоначалничка кариера?
евентуално Даниел Арсовска, но тоа е нешто ситно, Тимчо Муцунски во аеродром, градоначалникот на Кисела вода. Гледате, тоа се луѓето кои се сега поканите, кои се сега гости на Стейт Департментот или на американската држава, некоја работна посета на Америка. Тука Митко Јанчев, кој е одличен градоначалник, меѓутоа поради драматично промашено политичко однесување, сега може да игра улогата само на оној банкар во квизовите на Лила ова на Сител телевизија. Меѓутоа, на ВМРО-ДПМН им беше дадена шанса, им беше оставена на располагање локалната власт и тие покажа некапацитетност да можат со помош на таа локална власт да покажа дека се зрели и дека се реформирани да освојат централната власт во Република Македонија. Ајде да бидеме уште попрецизни. Ако војната во Украина заврши за 1 или за 2 месеци, ако се наоѓаме на крајот на војната во Украина, тогаш американците кои не се гадливи на политички пресврти, веројатно не имале ништо против Христијан Мицкоски во ВМРО-ДПМН, без разлика што правеле, без разлика што збореле изминатите 1 или 2 години, дојдат на власт во Република Македонија, тогаш дојдат кај Христијан Мицкоски да го извадат тефтерот, да му кажа што треба да направи, да му кажа што има за него или со какви информации располагат или со какви податоци се располагат за него, да го трнат од Заев, да го трнат од олигархија, да го трнат од Никола Груевски, од Сашо Мјалков или од кои све има одредени права на Христијан Мицкоски, тој да спроведе одредена политика во договор со американците. Меѓутоа, бидејќи ние се наоѓаме некаде на средината или блиску на средината на војната во Украина, се ми се чини дека американците и да сакаат, не може да се дозволат еден таков луксус. Гледате што се случува на Блискиот Исток, посебно со 3 или со 4 држави, Египет, Израел, Турција и Саудиска Арабија. Всушност 4 држави кои биле клучни столбови на американската политика на Блискиот Исток. Регион богат со нафта. Сега американците самите се најголеми производители на нафта, имаат најголеми наоѓалишта на нафта, не зависат или не сакаат да зависат од таа нафта, и тоа е помалиот проблем. Поголемиот проблем се недостигот, инсуфициенцијата на демократски капацитет, дури би рекол антидемократски капацитет кој постои во Турција, постои во Египет, постои во Израел со Нетањаху и постои во Саудиска Арабија. Кога самите американци се содруваат, кога нивниот либерален капитализам, либерален систем, политички систем се судрува со трампизмот на територија на Америка, ти имат проблем како да го оправдат нивното присуство во Турција. Со Турција малце поинаква ситуација, бидејќи тоа е земја која е членка на НАТО и мора малку по јајца да газат или да им прогледуваат низ прсти. Со Саудиска Арабија, гледате какво е насилничко однесувањето, авторитарно однесувањето на првиот човек на Саудиска Арабија, во Египет и во Израел. И ги пуштаат низ одгледате, тие држави сега се многу поблиски до Кина, до Индија и до Руската Федерација, до Владимир Путин, иако некаде пред 20 или 30 години токму стравот од Советскиот сојуз ги тераше тие држави да бидат во блиски релации и комуникација со Вашингтон и Соединетите американски држави, сега се менуваат околностите. И ако Америка се повлекува поради тоа антидемократско расположение или антидемократско однесување на главните политички субјекти во Саудиска Арабија, во Египет, во Израел и во Турција, тога знаете, ќе биде опортуно, ќе биде противно на ветрот и на нивната политика, тие да инвестират во одредени антиамерикански, антизападни политики тука во Република Македонија. Затоа и шансите Мицковски, без разлика на рейтинзите и на ВМРО-ДПМН, ако нема климнување со глава на американците, да дојдат на власт во Република Македонија, се многу мали. Зошто е тој судир помеѓу олигархијата и власта, или помеѓу таа кафетин коалиција и власта, кој трае 7 или 8 месеци? За тој конфликт на власта со олигархија се разговарало и на она приватна вечера на делови на луѓе, на представници на власта, премиерот и Ескобар, помошник на заменик државниот секретар на Соединетите американски држави, кој пред 2 или пред 3 недели беше во Скопје и кога се дефинираше американската политика во однос на уставните измени и во однос на траекторијата или патот на Република Македонија кон Европската унија. Тој конфликт кој трае повеќе од 7 или 8 месеци и кој е всушност конфликт кој е почнат во 90-тите години, кој не е расчистен и разрашен во 90-тите години и оставен да се разрешува после 20 или после 30 години. Во овие 20 или 30 години македонската олигархија има инвестирано и во СДСМ,
и во ВМРО ДПМН. Се сметаше дека Бранко Цренковски е татко на македонската олигархија, меѓутоа 2004, посебно 2009 и 2013 година, кога Бранко Цренковски му завршува председателскиот мандат, се враќа на чело на СДСМ 2013 година, заминува во политичка пензија, како да им олесни на македонските олигарси, на македонската олигархија, дека Бранко Цренковски заминал во политичка пензија и немат никакви облигации или немат никакви обврски кон него. Значи во тие 30 години имаше периоди кога ВМРО ДПМН се закануваше дека ќе руши македонската олигархија. Тоа е времето пред Лјупчо Ѓорѓиевски да стане средно богат бизнисмен. По меѓувреме во тие 4 години македонската олигархија му најде точка на топење на Лјупчо Ѓорѓиевски. Меѓутоа, за да не им се повтори грешката, уште од 2002 година почна да инвестира во Никола Груевски, така што 2006 година, кога Никола Груевски доаѓа на власт во Република Македонија, тие односи помеѓу македонската олигархија и Никола Груевски се бетон односи. Всушност, во мандатот на Никола Груевски, македонската олигархија натрупува многу повеќе капитал и многу повеќе богатство во споредба со оној период на приватизација во времето на Бранко Цренковски. Што ќе рече, сума сумаро, дека во овие 30 години македонската олигархија инвестирала и во СДСМ, инвестирала и во ВМРО ДПМН. И она залагање да се направи влада на ВМРО ДПМН и СДСМ со рок на трајање од 8 години, албанскиот политички фактор Чите Али Ахмети дуи да бидат сведени на 24 или на 25%, соодветно или согласно пописните резултати во Република Македонија, де факто значи контрола на македонската олигархија врз таа влада која ќе формират ВМРО ДПМН и СДСМ, каде што Христијан Мицкоски бил малцински партнер, без разлика што тоа што олигархијата е во конфликт со Ковачевски, во конфликт со СДСМ, без разлика што олигархијата имаше топло-ладни односи со Зоран Заев. Зоран Заев беше избран како човек кој треба да ја промовира таа идеја. Зошто смета Али Ахмети? Ако олигархијата има контрола врз СДСМ, ако олигархијата има контрола врз ВМРО ДПМН и тие ја формираат власта, има двотретинско мнозинство во владата, во парламентот и во функционирањето во Република Македонија, тогаш влијањето на олигархијата врз таа власт е многу поголемо од влијањето на калето и американската политика. Но е сосема различно кога во математиката ќе се стави Али Ахмети. Ако има влада на СДСМ и Дуи Али Ахмети, или на ВМРО ДПМН и Дуи Али Ахмети, тогаш преку Али Ахмети, калето и американската политика имат контролен пакет во функционирањето на власта. Тогаш американската политика и калето се многу подоминантни во функционирањето на власта во споредба, да речеме, со американската олигархија. Никола Груевски од 2011 година, после она работна посета на Вашингтон, средбата во Белата куќа со Џо Бајден, тогаш потпредседател на Америка, и со Хилари Клинтон, министар за надворешни работи или државен секретар, е во конфликт со американската политика, успеа да издржи до 2017 година на власт во Република Македонија. Зошто? Бидејќи ужива поддршката на македонската олигархија. Таа македонска олигархија сега се чувствува загрозена и бидејќи се чувствува загрозена пред предизвиците на новото време. Тие го гледат новото време и сакаат да го конзервират или да го задржат колку може повеќе старото време. Затоа инсистираат на таква влада кај што тие ќе го имат контролниот пакет. Тука штрчи Дуи Али Ахмети. Тоа не даже дека Дуи Али Ахмети се момина солза, дека се чисти како момина солза. Тоа само значи дека американците со помош на Дуи Али Ахмети сака да имат влијание врз политичките процеси во Република Македонија. Оттаму и конфликтот на таа кафетин олигархија со СДСМ и со Димитар Ковачевски. И сега доаѓаме во една абсурдна ситуација. ВМРО ДПМН кој 30 години се промовира како партија на народот, партија на сиромаштијата, партијата на обесправените, обесчестените, да биде политичка партија каде што како финансиски протеже се јава македонската олигархија. И има неколку краци во таа македонска олигархија. Едниот крак кој го сочинува Живко Мокетов и Кочо Ангјушев, кој стоја цврсто зад Христијан Мицкоски, иако и целата македонска олигархија е против Димитар Ковачевски, а за Христијан Мицкоски, а Бранко Азевски кој е мегафонот или првиот човек на Стопанската комора на таа македонска олигархија,
кој има еден исклучително бурен телефонски разговор со Димитар Ковачевски, со премиерот, кога е директно обвинет дека сака да направи државен удар или пуч во Република Македонија и да ја сруши владата на Ковачевски. Прито Ковачевски се повикува на информации кои ги има добиено од тајните служби на 3 држави членки на НАТО сојузот, бидејќи Македонија е членка на НАТО алијансата и македонските функционери добиваат одредени разузнавачки информации не само од нашите служби, кои се канта тропа служби, за жал, туку и од службите на одредени држави кои се членки на НАТО, најмокните држави кои се членки на НАТО и располагаат со оперативни податоци дека нешто се подготвува тука во Република Македонија, а тоа е политика или тоа е операција за рушење на власта. Бранко Азевски е политички протеже или бизнис протеже или олигархиски протеже на Александар Николовски, вториот човек на ВМРО-ДПМН. И во оваа политичка разврска како што постои сега, олигархијата е на страна на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН има задача да ги забави сите процеси во Република Македонија, посебно процесите на уставни измени. Гледате, околу 2 прашања длабоката држава застанува позади ВМРО-ДПМН. Едното прашање е Бугарија, бугарското прашање, второто прашање, албанското прашање. Ние ќе се бугаризираме, а албанците ќе владеат во Република Македонија или ќе ги имаат сите инструментариуми, финансиски, безбедносни, политички, во своји раце да бидат власт во Република Македонија. При тоа Дуи влезе во еден несмасен филм преку изјавите на Бектеши, министерот за економија, и преку други некои функционери на Дуи, дека тие треба да направат одредена албанска олигархија. Како ќе направат албанска олигархија ако не располагаат со банка? Тоа може да се направи или преку процес на приватизација, или со помош на одредени банкарски кредити, или како симбиоза на процес на приватизација и банкарски кредити, како што е направено во текот на 90-тите години. За да може Дуи да формира албанска олигархија, мора да ги користи овие одредени тендери, одредени проекти од типот на Бехтел и Енка, за да може за помош на тие проекти да isfinansira формирање на албанска олигархија, и се влезе во еден процес каде што ВМРО-ската олигархија, Саша Мјалков, Јордан Камчев, албанската олигархија која треба да формира Дуи, старата олигархија која стои зад ВМРО-ДПМН, тие всушност влегува во еден процес на преживување или на самоодржување и на крајот на денот, за да можат да изгледат како победници од тој процес, најлесно им беше да влезат во сушност, во процес на рушење на СДСМ и рушење на Димитар Ковачевски. Има 2 случаи кои беа многу болни, или која јавноста беше посебно сензитивна во изминатите 50 и нешто дена помеѓу претходната емисија со која завршивме календарската или YouTube сезоната 2022-2023 и ова емисија со која започнуваме календарската телевизиската или YouTube сезона 2023-2024 година. Тоа е случајот онкологија и тоа се измените во кривичниот закон во Република Македонија. Ајде да генерализираме измените во кривичниот закон, како што јас ви реков, не сум правник и избегнувам да коментирам и да анализирам одредени правни прашања. И тоа само 2 логички, не замки, туку одредени загадки ќе ви поставам, и кога ќе се одговорите на тие 2 логички загадки, вие всушност ќе сватите во кој правец одат процесите и на што се должат тие измени во кривичниот закон во Република Македонија. Кога ги читате овие текстови, одредени емисии или анализи кои се прават за шкалјарски, кавачки клан, за овие мафијашки кланови тука на Балканскиот полуостров, па не знам Радој Звицере во бегство, па не знам Слободан Кашчален е затворен, па не знам овој што беше од шкалјарскиот клан со некој македонски пашо се криел во Турција и така натаму и така натаму. Кога тие луѓе паѓат, кога тие луѓе всушност стануваат плен, или најчесто тие што ги чувале ги пуштат низ вода, ги убиват или им ги предават на конкурентските кланови или на полициските структури во одредена држава, кој им снема пари. Се доека тие имаат пари, со тие пари може да се ја платат слободата, да се го чуват животот и да платат одредени мафијашки или било какви други структури во Турција или било каде во светот, во Јужна Америка, да ги чуват и да се грижат за нивното здравје и за нивната безбедност. Во оној момент кога немаат пари, немаат ни живот, тогаш самите се предават и прифаќаат да завршат во затвор. Зошто? Бидејќи тоа е брутален свет. Кога немате пари во тој брутален свет, вие сте никој ништо. Ајде сега замислете или вратете се назад. Дали Орце Камчев ке прифатеше одредена спогодба со Вилма Русковска, ако наместо 5 милиони требаше да плати 250 милиони? Или дали тогаш ке прифатеше да биде 3 месеци,
или 3 години, или 10 години во затвор, но да му останат чисти парите. Бидејќи, знаете, кога вие размислувате, кога правите одредени математики, кога ќе натрупате одредено богатство во вредност 200, 300, 400 милиони евра, тогаш ја велите, може би ќе завршам 1, 2 или 3 години во затвор, меѓутоа со помош на парите ќе имам храна од Мериот, ќе имам храна од Holiday Inn или ќе имам храна од Александар Палас, ќе можам со помош на парите да ги вртам процесите во полиција, процесите во обвинителство, процесите во судство, да можам да манипулирам со луѓето и со процесите. Но ако немате пари, вие не вредите ништо. Тогаш и да останете на слобода, вие ќе бидете безгласна буква, кој никој нема да слуша. Знаете, кога некој би бирал од тие луѓе, дали ќе лежат 3 години во затвор, или некој ќе им земе 200 или 300 милиони евра, ќе им конфискува по скратена постапка, по хрватски или по германски модел 200 или 300 милиона, јас сум сигурен дека повеќе од 90, да не речам 99% од нив, ќе прифати да лежи во затвор, но да не им бидат земени парите. Нешто слично ќе се случува сега. Тоа не значи дека ова не е направено за да се одоброволи Никола Груевски или да се одоброволат одредени структури во МРДПМН на гласа за уставните измени. Но суштината е вие да им ги земите парите, а да ги оставите на слобода или да ги оставите 1 или 2 години во затвор. Но суштината е да им ги земите парите. Без парите тие се никој и ништо. Ова не може да го смисли ВМРО-ДПМН, ова не може да го смисли СДСМ. Ова може да го смислат само американците, да најдат точката на топење на СДСМ, на ВМРО, на македонската олигархија или на олигарсите кои се богатени екстремно на еден недозволен начин, и кога вие нив ќе им чепнете во парите, всушност им чепнувате и во мокта и во слободата. И го имаме случајот онкологија. Еден бестијален случај. Еден навредлив случај, еден понижувачки случај, еден случај кој всушност не прави да се чувствуваме мизерно, мали, никакви тука во Република Македонија. Случај во кој се заплеткани и СДСМ, и ВМРО-ДПМН, и ДУ, и сите кои биле на власт изминатите 30 години, олигарси, разни веледрогери, така натаму и така натаму. Луѓе кои плакеле, кои давале, кои пишувале дека давале одредени лекови на болни, кои не ги давале, ги препродавале, така натаму и така. Значи, еден мизерен случај. Еден случај кој покажува целата мизерија, целата бедотија, морална бедотија низ која поминува изминатите 30 години. Знаете, сега само тој случај ќе излезе или како полковник или како покојник. За разлика од ВМРО-ДПМН, кој во такви случаи, кога протестира луѓе, организираше контрапротести, и Груевски вадеше луѓе во автобуси на контрапротести за да протестираат против овие кои протестираат поради одредени протести, СДСМ треба да го извози случајот до крај. Како велеше Бранко Цренковски, ни СДСМ, ни Свети СДСМ. И ако Бранко Цренковски 97 година и случајот ТАТ, то не го извозе до крај и падна на изборите 98 година, ако овој СДСМ успее да го извози случајот до крај, ни СДСМ, ни Свети СДСМ, тогаш ќе им се зголема шансите да победат на следните избори. Бидејќи ова е случај кој не е случај за керување или не керување на политички поени. Ова е случај кога вие уживате или не уживате доверба. Ова е случај кога вие покажувате дека сакате или не сакате да се справите со проблемите. Знаете, лесно е да го земите населението, да ги земите граѓаните, да го земете јавното мислење, да се појукувате на одредено јавно мислење, а тоа јавно мислење да ви служи како реденик околу бомба самоубиец, и наместо во вас да се пука во тоа јавно мислење и наместо вие да гини тоа јавно мислење, сега е дојдено време кога вие треба да го трнете јавното мислење на страна. Да излезете сами пред проблемите, сами пред процесите и да носите одлуки. Дали има функционери во СДСМ, во ДУИ или поранешни функционери во МРДПМН кои се вклучени во процесот, тоа небитно. Треба да завршат на топол оброк 3 пати на ден ако грешеле. Дали верувате дека ако се усвојат уставните измени, Македонија за неколку години ќе стане земја членка на Европското уније? Ако верувате, тогаш вие не битно дали губите или добивате краткорочно рейтингот. Битно е тие процеси да ги возите во интерес на Република Македонија. Тогаш граѓаните и тогаш населението ќе ви верува. Може би во првата фаза тоа нема да се случи, знаете, бидејќи довербата се заслужува. За да стигнете
До довербата мора да поминете низ трње, мора да поминете низ плюкање, мора да поминете низ критика. Кога ќе поминете низ трње, низ критика, тогаш ќе почнете да ве сакат. Тоа е суштината на сите процеси, не само политиката, туку и во реалниот живот. Ова беше нашата политичка анализа. Прва во телевизиската или YouTube сезоната 2023-2024 година. Во вторник ќе имаме одлична емисија за мембарите. Станете мембар на YouTube каналот Васко Ефтов, точи некаде околу 150 денари. Во вторник може да гледате една одлична анализа. Ние ново дружење ќе имаме во недела во 22 часот, доека не одиме на снимање да направиме одредени резерви на интервјуи кои ќе ги емитуваме четврток недела. Ќе имаме во првата фаза, доека се вратиме во форма, емисија само во недела во 22 часот. Ја очекувам дека некаде од средината на октомври ќе почнеме да одиме во редовните термини четврток 22 часот, недела во 22 часот. Јас уживав да спремам или да подготвам ваква анализа после 2 месеци за верните гледачи на емисијата во Центар. Ви благодарам за довербата, се поклонувам пред довербата. Ново дружење недела во 22 часот. Ако станете мембари, се гледаме вторник 22 часот и 30 минути, до тогаш пријатна вечер Македонија, каде да си.